Македонското село во чекор со светот. Министерството за земјоделие најави дека ќе ги замени традиционалните македонски аналогни села со така наречени дигитални села. Нашиот репортер МГ беше во едно такво аналогно село. Сино небо, зелени пасишта, корнина тазе лајно, дигитално земјоделие, дигитално село. Тоа е еднината на македонските села според Министерството за земјоделие. Конечно, нашите села ќе влезат во бинарниот свет на етеро. Дали Пикачу е новото јајце од Ему? Запраша селаните. Многу ми сонек во ова грлото. Ама оди камерата? А не треба сега бе, човек. Ај пази да не цапнеш во лајно, иди по мене. Не бери во кадаро. Со мене еден земјоделец и еден представник на Министерството за земјоделие. Добар ден. Да, ви Бог добро. Са ке дојде муж ми с краве игра Фармвил. Добар ден и од мене, ако смеам да забележам тука многу мириса на лепешки и на крави. Не су дигитализирани още бе, господине. Аналогни су. Се приметува. Додека да дојди Машви, што за вас како земјоделка ќе значи дигитализацијата? Не знам и още што ќе значи. Ке дојде муж ми па нас ви ке ви објасни поубаво. Само можда, наместо краве ќе почнемо да чувамо покемони и влада ќе ни даде субвенција за по главу од покемон. А можда и од дома ќе може да оремо, а можда још болje и од странство. Ке дојде муж ми ќе ви каже на сви. Така. А дали овие очекување ќе се остварат за нашите земјоделци? Видете, владата се уште нема разгледано субвенции за покемони, нели? Меѓутоа тоа ќе го предложиме на следната седница на владата. А битно е да се каже дека ние пробуваме со дигитализација земјоделците да ги научиме да штедат. Нели, сега ќе треба да си купат софтвер кој што кошта само 140 евра, меѓутоа ќе се користи цела година, нели? Ќе треба да земат компјутери, ќе стават интернет на нивата и ќе стават смартфони на секое стебло и ќе можат тоа да го сликаат, да го поставуваат на Инстаграм и на Фејсбук и да го пласираат својот производ. А потоа ќе можат и да штедат, нели? А да заштедиме ми на софтвер и слично, нема ли да биде попаметно? Видите сега, господјо, па затоа после тука ви мириса на лепешки, ви се молам сега. Ние воведуваме дигитализација и автоматизација. А вие што? Сакаш ти да видиш што е автоматизација, затоа не ми го треба муж ми да дојде, затоа можу и сама. Баш да виду. Глеј го сега. Видиш го овој мотико. Она е полуавтоматска. Ручно се диза, а автоматски утил твој иде од позади. Господјо, ви се молам сега. Видете, знаете како... Господјо, кој ве ѓавол нанесе овдека? Можда мириса на лепешки, ама... Утил! Се јавуваме од МВР. Утил! Или судска медицина, зависи кој ќе дојди побрзо. Ова е едно прекрасно аналогно село, со надеж дека наскоро ќе биде посеано со субвенции и загарантиран откуп на суштества.